Поминаа точно 30 дена од трагедијата во Кочани, а Тошковски се уште не најде ниту еден виновен во актуелните началници и службеници на Министерството за внатрешни работи, кои биле директно одговорни за безбедноста на граѓаните. Наместо денес да се жали на Facebook како опозицијата го напаѓала, треба да си понесе оставка како минимум чин на лична одговорност. Пред оставката треба да ги приведе сите 7 началници за кои сите правни експерти во државата јасно кажа дека имаат директна одговорност за настанот. Додека обични службеници се гонат и носат на распит, додека истрагата веќе стигне до 2012 година, лицата кои реално имале моќ и обврска да спречат трагедија остануваат недопирливи. Началници, командири, луѓе од Бирото за јавна безбедност, па дури полицајци што биле таа вечер на лице место, никој од нив не е ниту повикан, ниту истражуван. Тоа е срамно. Тоа е директен доказ за селективна правда. Ке бараме да се истражи одговорноста на оние кои биле на врвот, затоа што такму тие ја водат полицијата која гледала, знаела, а не направила ништо. Правда за Кочани нема да има додека тие што можеле да спречат трагедија не одговараат. Не само кривично, туку институционално и политички. Ако тој не сака да си понесе оставка, тогаш јавноста треба да му ја побара. Граѓаните имаат право да знаат зошто институциите молчат, а зошто функционерите од ВМРО ДПМН се третираат како недопирливи.